Со забрзано темпо се гради новиот автопат Миладиновци-Штип. 50% од работата е завршена. Од идната година македонските граѓани ќе добијат нов автопат. Телевизија нова е во обиколка на автопатот Миладиновци-Штип. Да видиме како се одвиваат градишните работи. На потегот од Миладиновци до Штип секојдневно се ангажирани 850 работници, од кои 50 се од Кина, од главниот изведувач компанијата Синохидро, а останатите се вработени во македонските градежни фирми кои ја добија работата како подизведувачи. Секојдневно на оваа делница работат и 350 машини. Целата траса е одамна пробиена. Багерите само на уште неколку локации го прошируваат просторот каде ќе се протега автопатот, кој е во вкупна должина од 47 километри. Министерот за транспорт и врски направи увид во градежните работи. 22 километри од делницата е асфалтирана со прв слој, 11 километри со втор, а трет и последен слој на асфалт има поставено на 3 километри од новиот автопат. Според надзорните лица, 72% од земјините работи се извршени. Властите велат дека ќе се стаса со роковите, бидејќи оперативата е во полн ангажман. Денес ќе имаме одлична можност и прилика заедно со надзорот да ја поминеме целата траса на новиот автопат што се гради од Скопје до Штип. Инвестиција од 206 милиони евра обезбедени со меѓународна поддршка, односно преку Ексим банката од Кина. Како што може да се забележи, се асфалтира на поголемиот дел од трасата, се работат на сите виадукти, се работат на мостовите, на сите оние градежни работи што се предвидени со проектот. Ние сме до сега стигнати околу 55% од целата градежна динамика, односно од динамичкиот план за градежни активности, што представува одлична можност, што значи дека се запазува динамиката и очекувам согласно договорот тоа да го испочитуваме, односно временската рамка која е дадена и следната година Република Македонија да има еден нов автопат, да имаме еден модерен, нов автопат кој ги задоволува сите европски стандарди, бидејќи како што знаете, од една страна се гради овде автопат, исто така се гради према Димиркапија кон Смоквица, се гради и од Кичево кон Охрид, така што Република Македонија постојано ја потенцирам дека се претвара во едно големо градилиште. Тоа може да се забележи и точно позади мене, бидејќи веќе се асфалтираат овие делници, граѓаните ќе можат за кратко време да ги видат сите оние бенефиции од нови автопатишта, од нови траси, што значи дека само во оваа година веќе преку 900 милиони евра ќе инвестираме во обнова на патната мрежа. Завршени се сите армирано-бетонски подпорни ѕидови, а се работи и на бетонирање на 5 мостови, 8 надпатници, 5 подпатници и 5 виадукти, велат надлежните. Автопатот вклучува 2 коловозни ленти со широчина од 11 метри. По една помошна лента за застанување за секој правец, како и средишен зелен појас со широчина од 6 метри. На автопатот долг 47 километри е планирана изградба на 7 клучки, и тоа Миладиновци, Средно Коњаре, Преот, Свети Николе Север, Свети Николе Југоисток, Кадрифаково и Три Чешми. Од јавното претпријатие за државни патишта посочија и дека во источниот дел од земјава се реконструираат и градат локални патишта кои ќе бидат готови идната и во текот на 2018 година. Се надеваме да во текот на наредната година официјално ќе го пуштиме овој пат, ќе го ставиме во употреба и со тоа што ќе
придонесеме кон многу побрзо поврзување на цела Источна Македонија, не само побрзо, поудобно и побезбедно, цела Источна Македонија со главниот град со Скопје. Врската ќе возможи да вие од Штип или од Скопје до Штип возите за една половина час, значи да дојдете релативно брзо и да биде поврзан целиот овој регион, вклучувајќи и Свети Николе, а и понатака другите градови од Штип, Штипнаке, Кочани, Радовиш, Струмица. Воедно морам да ви кажам дека веќе сме во длабока тендерска процедура и очекуваме да завршат тие процедури за Штип, Кочани и за Штип, Радовиш, така да комплетниот дел од Источна Македонија до главните поголемите градови ќе биде завршен. Воедно се работи и на рехабилитација на Кочани Делчево, преку Македонија, преку програмот за одржување со Македонија пат го работиме пат од Струмица до Ново село, така да целиот овој регион, значи од Источна Македонија, ќе добие комплетно нова или одржана, рехабилитирана, безбедна патна мрежа. Мило ми е што работите од согласно динамиката и се надевам дека многу брзо ќе дојдеме и на отварање на овој автопат. Она што го забележавме е дека со забрзано темпо се гради автопатот Миладиновци-Штип. Повеќе од 50% од градежните работи се завршени, велат надлежните. Следната година македонските граѓани на располагање ќе имаат нов автопат. Овој автопат ќе придонесе за побрз проток на патници, но бенефит ќе има и бизнис секторот. Според проценките, од главниот град до Штип ќе се стасува за 40 на минути, а патувањето ќе биде скратено за околу 30 километри. Од стручен аспект, човекот кој е задолжен автопатот да биде според сите светски стандарди, вели дека ова е негов пети автопат во кариерата што го гради и дека патниот правец Миладиновци-Штип е навистина изграден според стандардите и ќе биде еден од најквалитетните во регионот. Напредокот е релативно добар, квалитетот е одличен, може да прегледате, веќе ги ставаме и завршните, почнеме ги ставаме и завршни слоеви на асфалтните слоеви. Од технички аспект, асфалтот се состои од 3 асфалтни слоја, 2 БН слоја и 1 АБ. Моментално најголема работа е на изведба на асфалтните слоеви. За сега работи добро, квалитетот е задоволителен, да не речем одличен, супер. Немаме никакви проблеми во однос на изведбата, имаме релативно голем напредок. Делница на Сине Хидро веќе е завршена 84-5%. Во текот на годината, до крајот на годината, оваа делница ќе биде комплетно готова и завршена од 10 километри. Еве дел од разговорот на надзорниот инженер со македонските власти. Цело време исто си работи при ставање на асфалт, лабораториски да си проверите. Се е покриено, обрнуваме посебно внимание на квалитетот. Може да се каже дека квалитетот до сега немаме малтене никаде. Имаме некои ситни, апсолутно незначителни, што се коригираат. Значи, иначе асфалтот до сега нема никаква замерка на асфалтот, може да го видите и после кога го извозиме. Еден голем дел од асфалтот го извозиме, преку 80 км ги извозиме квеленти, извозиме на абето. Значи ова ни е најтешката делница де факто на бетон, Значи, од Миладиновци фактички. целиот проект се состои од две делници. Делница, значи, Миладиновци и Свети Николе и делница Свети Николе Штип. Они се и како проектирање поделени. Тоа се работи за еден проект. Првата делница се одликува бидејќи се работи за ридско-планински терен. Тука се уствари најголемите објекти, најголемите ископи, најголемите мостови и виадукти. На оваа делница се најголемите ископи преку 5,5 милиона кубика само. Овде има ископ, практично целата делница оди од усек во насип. Се гледа цело време оди усек, насип, усека и се Нешто на како насип. кичево охрид. Така, малце у поблага форма, али слично. Првата делница е баш ридско-планински терен. Се работи за комплетно нова делница, ново проектирана и нова траса. Значи траса која прв пат сега се пробива, од должина од 26 км. Се трга од Скопје навака, првиот асфалт доаѓа сега, Да. за да се види се до Штип е веќе се До Штип до Клучка 3 чешми, практично најголемиот дел од асфалтските работи веќе првите слоеви се завршени. Од сега натаму ќе одиме се по асфалти. По наши асфалти, нови асфалти на новата делница. Втората делница од Свети Николе до Штип уствари е се вклучуваме и на регионалниот регионалниот пат. Затоа е полесен за работа. Полесен е за работа, таму немаме толку големи усеци, немаме насипи. Делницата е околу 20 км и оди паралелно со постоечки пат. Таму луѓето може да видат што работи. Ова што го поминаме сега не може да го видат. Ќе го видат 26 км за кратко време. Да, нова делница скроз нова траса, најголеми. Гледате, цело време е во усеци, огромни насипи. Се работи за стварно
голема позиција. Над 6 милиона ископи имаме до сега, над 1.300.000 имаме. Не се граделе автопати вака, со ваква темпа. Ова ми е пети автопат, толку голем не сум правил. Изградбата на овој автопат започнува во мај 2014 година. Следната година ќе возиме по комплетно нов автопат. Екипата на телевизија Нова имаше можност да го испроба новиот автопат, делот кој е комплетно завршен. Освен на коридорите 8 и 10, владата е фокусирана и на рехабилитација на многу регионални патишта. Во моментов се градат на 340 километри патна мрежа. За следната година ресорното министерство најави инвестиции во инфраструктурата од 900 милиони евра. Освен градежните работи на автопатската делница Миладиновци-Штип, во изградба и автопатот Демир Капија Смоквица, како и автопатот од Кичево до Охрид. За неполни 2 години Македонија ќе добие нова автопатска мрежа долга 132 километри.